До почетокот на јули, општина Кочани легализираше околу 2500 дивоизградени куќи, доградби и надградби на станови и на деловни објекти. За нешто повеќе од 100 барања донесено е негативно решение поради неисполнување на потребните законски услови или пак се отфрлени како некомплетни. Со тоа, од почетокот на рокот за легализирање на бесправно изградените објекти, досега постапката е завршена за над 43% од вкупно поднесените 5986 пријави. Во општината просечно дневно се комплетираат по 4 до 5 барања за легализација на дивоградбите, што според одговорните во локалната самоуправа може да се смета за нормална динамика на спроведување на постапката. Анализата на вкупно поднесените барања за легализација во општина Кочани покажува дека најголем број, односно околу 85%, се однесуваат на објекти што се наоѓаат на територијата на градот. Многу послаб беше одзивот на сопственици на бесправно изградените објекти што се наоѓаат во атарите на селата во општината. Во меѓувреме продолжува рокот за легализирање на дивоизградените објекти на терасите на колективните згради. Со измените во Законот за постапување со бесправно изградените објекти, рокот за поднесување барање за утврдување на правен статус на ваков вид бесправно изградени објекти беше пролонгиран. Станува збор за градежни решенија што биле наменети за тераси или пак тераси пренаменети во стамбен простор на објектите со основна намена домување во колективни стамбени згради. Сите сопственици на ваков вид објекти барање за легализација може да достават во едношалтерската канцеларија на општина Кочани до 30 јуни 2015 година. Со овие законски измени се менува и крајниот рок на дополнување на веќе поднесените барања од 2011 година, а кои немаат геодетски елаборати. Согласно истите измени, сега елаборатите ќе се поднесуваат најдосна до 31 декември 2015 година.